Вестите на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден ви и благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Собранието ги усвои оставките на Таравари и двајцата заменици министри. Вреди ја официализираше новата пратеничка група. Министерството за здравство ќе го води кадар на Вреди. Мицковски чека предлог. Уставен ги укина спорните одредби од изборниот законник. Независните кандидати пред нов проблем. Дали наместо укинување на зголемениот праг за подписи, целосно ќе ја загубат можноста за учество на локални. Нов прекин во снабдувањето со струја во Кочани, делови од Овчеполието и Струмица. Заменикот за енергетика тврди дека причината, исто како во неделата, е висок напон на преносната мрежа. Матурант од Струмица пронајден мртов на нива. Обвинителството ги чека токсиколошките анализи. Немало траги на насилство. По 3-месечна блокада, Израел дозволи влез на хуманитарна помош во појасот Газа. Овие вести во живо за собраниската седница на која помина оставките на Таравари и двајцата заменици министри. Останете со нас. Оставката на Таравари од позицијата министер за здравство, но и на уште двајца негови соработници кои беа дел од владата денеска поминаа на собраниска седница. Во собранието кој лешката Ивана Соколович најдове имаме во живо. Ивана, се појавија ли овие членови на владиниот кабинет кои што поднесо оставка на денешната собраниска седница? Да, Ивана, заврши постапката по поднесените оставки од страна на Арбен Таравари, Елефет Исмаили и Флакрон Беџети. Тие денеска не се појавија во законодавниот дом, па без да ја искористат можноста за образложение на нивните оставки. Собранието ги констатираше и кажа дека тие веќе не се министри во кабинетот на премиерот Христијан Мицковски. Подпредседателката Весна Бендевска ги констатираше ваквите оставки и со ова заврши процесот на нивното министерување. Еве дел од атмосферата како беа констатирани оставките на Таравари и двајцата заменици во одбрана и земјоделие. До почетокот на седницата министерот за здравство господинот Арбен Таравари нема известено дека сака да ја образложи оставката на оваа седница на собранието. Затоа констатирам дека согласно член 246 од деловникот, на господин Арбен Таравари му престанува мандатот министер кој раководи со Министерството за здравство. На господин Флакрон Беџети му престанува мандатот заменик на министерот кој раководи со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Констатирам дека на господја Елфет Исмаили и престанува мандатот заменик на министер кој раководи со Министерството за одбрана. Ивана, што се случува со пратеничката група на Вреди? Има ли таму некакви промени? Да. Промени се случија и во самата прераспределба на мнозинството во парламентот, односно одлуката на Таравари да заменува опозиција. Практично ја прекрои пратеничката група на коалицијата Вреди. Тие денеска ја официализира новиот состав, односно 9 члена ќе брои новата пратеничка група, односно тие денеска најавија дека продолжуваат да ги исполнуваат врските кои што ги превзеле со тоа што граѓаните им ја дале довербата да одлучуваат во нивно име да донесат подобри услови за живење. Меѓутоа ги повика и оние пратеници кои што се од крилото на Таравари, од на Алијанса за албанците, да се вратат повторно, како што велат во старото јадро, бидејќи добиле мандат за тоа. Меѓутоа не исклучуваат можности за зголемување на пратеничката група, со оглед на тоа дека со поднесената оставка на еден од пратениците од Таравари, сега на контото на Вреди треба да премине уште еден пратеник од редовите на БЕСА, кој што беше практично и следниот на листата за пратеници, што нивниот број официјално ќе биде 10, меѓутоа како што реков од пратеничката група најавуваат и зголемување на бројот на пратеници, спомена бројка од 14 пратеници во нивната пратеничка група. Еве дел од нивната изјава. Пратеничката група на Влен брои 9 члена,
додека во наредните денови верувам ќе ни се придружи 10-ти член, потоа 11-ти, а зашто да не и 14-ти. И со тоа практично со 10 членови ние сме најголемата албанска пратеничка група во собранието на Република Северна Македонија. Затоа упатуваме најискрен и срдачен апел до другите албански пратеници, особено на колегите кои го добија мандатот под коалицијата ВЛЕН, да се приклучат на ова група во овие клучни времења на земјата. Така, ова беше дел од изјавата на пратеничката група на Вреди, која што сега ќе ја предводи пратеникот Ќоку, а ова ќе значи дека Арбен Таравари во парламентот останува со 4 пратеници, недоволно да има и своја пратеничка група, како што споменав, поради оставката на пратеникот Сулејмани. На контото на Вреди пак доаѓа пратеничката од Беса Валбона Адилиемини, која што веќе им се заблагодари на социјалните мрежи на своите гласачи кои што им ја добила довербата од нив. Како што споменав, од Вреди не исклучуваат проширување на бројот на пратеници во нивната пратеничка група. Ги прашавме дали тоа значи дека се и во разговори со пратеници од Европскиот фронт не исклучија ваквата можност, велат дека во разговори се со сите албански пратеници во парламентот, но дали ќе се случи преминување на пратениците од дуи останатите партии во мнозинството, за сега нема таква информација. Ивана Соколовиќ, најдова благодарам за овие информации. Во владината коалиција нема да има промени на ресорите. Секторот здравство станува во рацете на Вреди, а Мицковски вели дека очекува да го добие предлогот. Од Вреди велат дека веќе има трето крило на Алијанса, која останува дел од владината коалиција. До крајот на ова или на почетокот на наредната недела ќе се знае кој ќе ја пополни дупката што ја остави Таравари кога си замина од владата. Нова прераспределба на ресори внатре во владината коалиција нема да има. Мислам дека треба да се задржи онаа структура во владата во која што функционира до сега. Така што очекувам предлог, па да видиме нормално со какви квалификации располага предлог. Заминувањето на Таравари во Вреди го гледаат како одлука на индивидуалци. Тетовскиот градоначалник денеска рече дека ново крило на Алијанса за албанците останува во нивната партија. Сите кои сакат да бидат на патот на Арбен Таравари кон Дуи, кои сакат да одат по тој пат, им пожелуваме среќа и здравје, но сите кои ги добија мандатите и позициите како ВЛЕН, како резултат на поддршката што ја добивме на парламентарните избори, остануваат во ВЛЕН и се добредојдени да ја продолжиме таа битка за подобар живот на албанците на сите краји. Со заминувањето на Таравари покрај него владата ја напушти уште 2 заменици министри, додека вице-премиерот Фетај реши да остане дел од кабинетот на Мицковски. Александар Спасовски, Сител телевизија. Уставниот суд ги укина спорните одредби од изборниот законник, но овој пат ги стави независните кандидати пред нов проблем. Дали наместо укинување на зголемениот праг за подписи, оваа одлука значи дека целосно ќе загубат можноста за учество на локални избори. Следни на потек се пратениците. Деспина Тодоровска ги има информациите. Уставен ги укина одредбите од изборниот законник со кои за 3 до 4 пати се зголеми прагот на подписи за независни кандидати. Ова во пракса значи дека собранието мора да донесе нови измени, бидејќи во моментов не постои никаква законска основа за независни кандидатури на изборите кои треба да се одржат за 5 месеци. Првиот човек на Уставен очекува пратениците оваа законска празнина да ја пополнат час поскоро. Со оваа одлука предходното правно правило не оживува, значи ние не оживуваме норми, ние значи сме негативен законодавец, ние можеме само да отстраниме неуставни норми од нашиот правен поредок. Тоа значи дека законодавецот во најскоро можно време треба да пристапи и да ја пополни оваа правна празнина која настапи со нашата одлука. Воспротивно, евентуално непостапување на законодавецот би значило дополнителна повреда и дополнително стеснување на основните слободи и права на човекот и на граѓаните и тешка повреда на политичкиот плурализам, сите темелни вредности на нашиот правен поредок.
Укинатите измени предвидуваа независните кандидати за пратеници, советници или градоначалници да соберат 1% граѓански потписи од вкупниот број запишани гласачи во изборната единица или општина, наместо претходно предвидените 1000 потписи. Со ова, според Уставниот суд, се прекршени темелните вредности на Уставот, правната сигурност и предвидливост и начелото на владење на правото. Иницијативата пред Уставен ја поднесоа повеќе граѓански организации кои денеска се задоволни од одлуката. Независните успеа, Уставниот суд пресеча измените на изборниот законник со кој на сите граѓани на кои ме преку глава од партиите им се отежна учеството на сите избори се неуставни, велат од Шанса за Центар, како едни од подносителите на иницијативата. Изборниот законник беше променет во март минатата година на предлог на СДСМ, ВМРО, ДПМН и ДУИ, едногласно и по скратена постапка. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Вина за поништениот избор на судиката Дуковска, Уставниот суд гледа во судскиот совет и управното судство. Сметаат дека недозволиво е за итни прашања управниот суд да носи задоцнети одлуки. Случајот го сметаат за скандал со сериозни правни последици. Поништувањето на изборот за уставната судика Елизабета Дуковска, дел од незините доскорешни колеги, го сметаат за скандал. Одлуката предизвикала сериозни правни последици и како што велат, вината за преседанот треба да се бара во судскиот совет и управното судство. Вака како што е одлучено, испаѓа дека управното судство може кога ќе му се текне да одлучи по конкретно барање. Едно правило постои во правото, може се во секое време, али не во невреме. Управното судство решава во невреме за поништување на изборот на колешката Дуковска. Заминувањето на Дуковска веќе ја одложи расправата по законот за јазиците, а дополнително ќе се утврдува уште колку предмети оставила во работа. Првиот човек на Уставен се надева дека нема долго да чекаат за пополнување на испразнетото место. Бидејќи поништувачка е одлуката на поништена е одлуката за избор, значи во сила е нашето обраќање до судскиот совет уште пред да биде избрана нашата колешка Бети Елизабета Дуковска. Така да ние нема потреба на никого да се обраќаме, на потек е судскиот совет. Во меѓувреме судски закажа седница за во понеделник, но на дневниот ред нема точка за избор на кандидат кој ќе ја замени Дуковска. И председателката на државата прстот го впери кон судскиот совет. Каков е тој надпревар ако имате повеќе, а некој си одлучи дека завршена е битката уште пред правната, мислам уште пред да почне. Се огласи и професорот Денис Прешова, кој ја иницирал постапката за поништување на изборот. Сакал да го тестира управното судство, но и да се зауздат дискреционите овластувања на собранието. Собранието може да избере единствено некој кој ги исполнува условите за избор, при тоа почитувајќи ја уставно или законски регулираната постапка. Доколку не постои судска заштита, тогаш собранието нема да има никаков мотив да ги почитува уставот и законите, пишува Прешова на Facebook. Управен го поништи изборот на Дуковска бидејќи судски не гласал за незините против кандидати. На денешната седница на Уставен незиното столче остана празно. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Кој добива, а кој губи од промените во владината коалиција? Дали решението се предвремени парламентарни избори, партиски или независни кандидати? Што ќе биде добитната комбинација за локални? Во тема на денот со Илија Димовски. Нов прекин во снабдувањето со струја. Повеќе од 1 час денеска без електрична енергија остана Кочани, делови од Овчеполието и Струмица. Заменикот министер за енергетика тврди дека причината, исто како во неделата, е висок напон на преносната мрежа. Извештајот на МЕПСО, кој мора да го достават во рок од 1 недела, треба да ги покаже точните причини. Дел од Македонија повторно остана без струја, по прекинот во неделата поради висок напон. Денеска Кочани, Струмица, нивната околина и Овчеполието, час и половина беа без електрична енергија. Од МЕПСО нема информации за причината за испадот, но заменик министерот за енергетика вели дека најверојатно се работи за истиот проблем како од пред 2 дена, поголемо производство, а помала потрошувачка. Може би е причина денеска во Кочани, бидејќи таму пренатрупано со фотоволтаични централи, може би е причина денеска, пошто сончев е денот, да имало испад. Високите пренапони можат да се јават од неколку аспекти. Сепак ова е инженерски пристап. Поради немање конзум,
поради немање трансфер на електрична енергија. И уште една работа, тоа што говоревме пред малку, зголемениот број на инсталирани фотоволтаични централи. Претходно пратеникот од Левица Амар Мециновиќ обвини дека државата нема стратегија како да се справи со застарениот енергетски систем, со децени старата електропреносна мрежа, како и со големиот број издадени лиценци за обновливи извори, чии количини нема каде да се складираат. Каде се нашите компензацијски капацитети, каде се батериите за долгорочно складирање на овој вишок на енергија. Но во целата таа какафонија, вистината е дека не ни се ни регионот ни е крив. Значи МЕПСО сега вели дека во регионот настанал проблемот, не сакајќи да прифати дека не, нашата нестручност, недостаток на визионерство во енергетскиот сектор и робувањето на приватниот интерес на фотоволтаиците не донесе на ова каде што сме. Во новиот закон за енергетика пропишано е задолжително обновување на мрежата на МЕПСО, а ќе се знае и кои инвеститори во обновливи извори ќе можат да бараат приклучок. Законот ќе овозможи регулација на батериските системи за складирање на вишоците произведена струја. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Нов расти на трошоците за живот. Речиси 64.000 денари му требаат на 4 члена семејство за да ги покрие основните месечни трошоци, пресмета синдикатот во својата потрошувачка кошничка. Премиерот испрати ново предупредување до трговците, а од опозицијата обвинуваат дека ова е доказ дека политиките на владата доживеале дебакл. Растат трошоците за живот. ССМ пресмета дека на едно 4-члено семејство му се потребни речиси 64.000 денари за да ги покрие основните трошоци во мај, што е зголемување од 1.200 денари во споредба со минатиот месец. Најголемо поскапување има кај храната и пијалоците, над 950 денари. Со тоа оваа ставка сега чини речиси 22.500 денари. Повисоки цени имале облеката и обувките, а повеќе пари, според синдикатот, се потребни за лична хигиена, здравје и транспорт. Евидентно е дека без мерки цените неконтролирано се зголемуваат, а предизвикот со високите цени, особено на основните прехранбени производи, прави огромен притисок врз ниските плати на работниците во Македонија. Во услови на зголемени трошоци за живот, зголемената вредност на синдикалната минимална кошница, особено по завршувањето на мерките на владата, упатува на тоа дека е потребен раст на платите, велат од ССМ. Премиерот денеска го повтори ставот дека ако анализите покажат нефер однесување, ќе има нови мерки. Потрошувачката кошничка зависи од однесувањето на трговските ланци, но и на снабдувачите, дистрибутерите, производителите. Ние рековме дека како влада трикови нема да толерираме, но исто така и не мислам дека е сезонско овоше, јагоди, цреши, лубеници и така натаму за овој период од годината, но како и да е, ако забележиме неконвенционално однесување, тогаш се разбира дека ќе делуваме како влада. Од СДСМ пак велат дека на економските политики на власта им се случил дебакл, а податоците од синдикатот се поразителни. 3 минимални плати се потребни за да може да се преживее месецот. Животот е се поскап, платите стојат, а мерки од владата нема. Додека премиерот Мицковски ги чека анализите и не знае колку се покачени цените, граѓаните тонат во сиромаштија. Се живее се потешко, се преживува со задолжувања и со жртвувања. Се префрлуваат пари од картичка на картичка. Дали министрите во владата знаат колку чини да се наполни еден фриждер? Очигледно не. Цените и маржите на над 1000 производи беа замрзнати до крајот на минатиот месец, а надлежните најавија засилени контроли на пазарниот инспекторат. Анализата што ја направи Сител, според податоците од ССМ, покажува дека трошоците за храна и пијалоци во април биле најниски во последните 12 месеци, но кривата нагло одскокнува месецов и се приближува кон пикот во февруари, кога беа забележани највисоки 23.500 денари. Мартин Арсов, Сител телевизија.
Договорот за стратешко партнерство со Велика Британија ќе биде потпишан во четврток во Лондон. Потпис ќе стави вице-премиерот Александар Николовски, откако денеска доби овластување на владина седница. Во делегацијата ќе бидат и вице-премиерот Меджити, министерката за образование Весна Јаневска и директорот на Железници и инфраструктура Синиши Ивановски. Според најавите, во Лондон ќе бидат остварени средби со министрите за внатрешни работи и за одбрана на Обединетото кралство. Сметам дека се работи за историски момент, за датум кој што ќе остане во аналите на македонската историја. Мислам дека 22 мај ќе е датум кој што долго се споменува македонската историја, затоа што се работи за досега најобемен договор кој што Македонија го постигнала со било која држава. Целта на договорот е да воспостави партнерство за подршка на реализација на инфраструктурни проекти во секторите здравство, транспорт, технологија, енергетика, дигитална трансформација и други критични сектори во Македонија. Првичната група на проекти се веќе споменати во јавноста, во делот на здравството и во делот на транспортот. Исто така многу значајно за мене да се разменуваат знаења и најдобри практики, користејќи експертиза од владата на Обединетото кралство и од британски деловни субјекти за подршка на реализација на проекти, но исто така и на трансформација на јавната администрација и приватниот сектор во Македонија со експертиза од бизнес заедницата во Обединетото кралство, но исто така и од владините агенции. Докторантот Струмица пронајден мртов на нива. Обвинителството ги чека токсиколошките анализи. Немало траги на насилство. По 3-месечна блокада, Израел дозволи влез на хуманитарна помош во појасот Газа. Годишно момче, матурант од Струмица, вчера било пронајдено мртво на нив. Обвинителството ги чека токсиколошките анализи, бидејќи на телото немало траги на насилство. Трагедија ја потресе струмичката јавност откако вчера околу 12 часот во ниви во близина на градот било пронајдено безживотно тело на 19 годишно момче, матурант во едно од средните училишта. Телото е пронајдено на местноста викана Крива река позади складот за дрва на подружницата на Македонски шуми во Струмица. Според првичните информации, телото е пронајдено од страна на мајката на момчето и негов другар, кои излегле да го бараат откако тој не се вратил дома подолго време. Вчера, 19 мај, во 12:05 часот, во полициската станица Струмица е пријавено дека на место викано Крива река, Адерна Струмица, е пронајден починат 19-годишниот МА од Струмица. Лекар констатирал смрт без видливи траги на насилство. Увид на местото извршија јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Струмица и екипа на СВР Струмица. По наредба на обвинител, телото на починатиот е дадено на обдукција. Од Основното јавно обвинителство во Струмица информираа дека врз телото веќе извршена обдукција, а досегашните наоди не покажале траги на насилство. Се чекаат и резултатите од токсиколошките анализи, кои треба да дадат појасна слика за целиот случај и причините поради кои настанала смртта кај момчето. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Почна евалуацијата на повредените во Окочани. Тимот специјалисти од денеска се во Окочанската болница. Лекарите кои имаат искуство во процесот велат дека тоа ќе биде долг процес, а на лузните ќе им треба време за да заздрават. Ке треба и време и трпение за заздравување на лузните од изгореници кај лицата кои беа повредени во трагедијата во Окочани. Третманот е индивидуален и според лекарите зависи од длабочината на раната и зафатената површина на кожата. Речиси кај сите пациенти кои биле хоспитализирани е направена трансплантација на кожа, најчесто на рацете и делови од лицето. Кај некои луѓе зараснува нормостенична лузна, значи нормална, набрзо после, да речеме за месец-два, се враќа бојата на трансплантираната кожа. Кај други пак настанува хипертрофична лузна, на некои делови од лузната, значи таа разраснува надниво на кожа. И може, зависи ако е да речеме на зглобни површини, меѓу прстите, да настане контрактура. И ако претходно се било во ред, во тек на матурацијата на лузната, таа се собира, самиот тир, самиот трансплантат се собира и може да настане контрактура. Доктор Атанасова вели дека е многу важно навреме да се почне со физикална терапија за враќање на функцијата на прстите и рацете. Исто така, советот до оние кои беа повредени е да внимаваат овој период со изложеноста на сонце
и користењето на креми со заштитни фактори. Да користат компресивни ракавици. Колку те им помага? Помагаат, затоа што се врши притисок на самата лузна, значи со тоа, со самиот притисок се омекнува кожата и се лузата се добива во нормална, да речем, по-прифатлива нормална состојба. Какви дополнителни совети ќе добијат повредените од трагедијата ќе зависи по завршување на евалуацијата од тимот специјалисти кои од денеска се во Кочанската болница. Неколку денови ќе им треба да ги видат и слушнат сите кои се вратени дома. Инаку на физикална терапија одат 40, а на болничко лекување се уште се 18 пациенти. Сања Димитровска, Сител телевизија. Извештајот за родова самопроценка направен во армијата и Министерството за одбрана покажа дека голем дел од вработените во овој сектор мислат дека жените треба да се грижат за децата, а мажите да бидат лидери. Повеќе за истражувањето има Габриела Лескова. Жените треба да се грижат за децата, а мажите да бидат лидери. Ваква перцепција се уште има кај голем дел од вработените во одбраната, покажува извештајот за родова самопроценка. Мажите доминираат во однос на жените. Бројките покажуваат дека во Министерството за одбрана 32% од вработените се жени. Уште покритично е во армијата. Таму од целиот персонал само 11% се жени. Скоро половина од анкетираните во армијата, како и високи 71% од Министерството, сметаат дека мажите никогаш не се наоѓаат во понеповолна положба од жените. Потребни се определен број на активности пред се во однос на надминување на овие стереотипи и предрасуди кои што се уште постојат, секако позитивни практики за користење на татковско и родителско отсуство и определени инфраструктурни прилагодувања. И после 30 години можам да кажам дека е многу тешко да се дојде до столче на округлата маса, на столче каде што се донесуваат највисоките одлуки. Председателката порача дека жали што вистинската борба на жените во одбраната не почнува со мисиите, туку со борба за рамноправен статус со колегите мажи. Додека министерот за одбрана вели дека приоритет е поголемата застапеност на жените во безбедносните структури, не само како бројка, туку како квалитет. Кога унапредувањата во било која област, па и во армијата, се вршат врз основа на некои застарени, чудни предпоставки, тогаш буквално ги испуштаме од раце оние што можат да ја обликуваат иднината. Ги јакнеме механизмите за родова еднаквост, фокусирани на родовата обука на сите нивоа во Министерството и армијата. Прибирањето на податоците за извештајот за родова самопроценка и акцискиот план за унапредување на еднаквоста во институциите се одвивал во периодот мај-октомври 2023 година, а изготвувањето од јануари до март 2024. Процесот е формализиран преку договорот меѓу Министерството и Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор. Габриела Лескова, Сител телевизија.